Председателот на Македонска алијанса Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски ќе обезбеди парични средства за финансирање канцеларија во Тирана за потребите на Македонската партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, како што изјави Атанасовски, кој присуствуваше како почесен гостин на вонредната регионална конференција на Македонска алијанса за европска интеграција за регионот Преспа. Оваа канцеларија ќе служи за делегатите кои имаат обврски во Тирана. Исто така на вонредната конференција беше избран новиот председател на партијата за регионот Преспа. Најголемата значајна помош и поддршка секогаш имаме од Ѓорѓе Атанасовски, затоа денес на ова конференција ние доделуваме плаката како една голема благодарност за придонесот што го дава за нашите активности не само како партија, туку општо како македонци во Албанија. Јас лично ќе му предадам и ми е чест и гордост на Ѓорѓе Атанасовски да му предадам плакатата под мотото за македонската кауза во Македонија и македонците во Албанија. Ова плаката Ѓорѓ да држи за спомен за сите придонеси што имаш даено за македонците во Албанија. Уште еднаш благодарам во име на сите македонци во Албанија. Благодарам, уште еднаш ви се благодарам за честа што имате и довербата и оваа добрата што имате дадено и понатаки ќе продолжи и мојата соработка со вас стално ќе биде во добри односи и во еднина мислам ќе се најдеме поново вака каде ќе разговараме за нашите успехи што ќе ги постигнеме во еднина. Македонците во Албанија, како благодарност за несомнена огромната помош што ја добиваат од бизнисменот Ѓорѓија Ѓорче Атанасовски, викендов му доделија плакета под мотото за македонската кауза во Македонија и македонците во Албанија. Плакетата беше доделена на свечен начин лично од председателот на Македонската партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција Едмон Темелко, на третата вонредна регионална конференција на партијата за регионот Преспа. Како што досега имаме успеси, во еднина би требало да имаме уште многу повеќе успеси, а тие успеси ќе зависи сето од нас. Јас како Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски во секој еден момент на Македонската алијанса за европски интеграции ќе ги помагам и за во координирање и финансиски, за да можеме во еднина менеджер да ги оние цели кои што ќе ги зацртаме да бидат менеджер остварени. Разговарав со председателот Едмон Темелко и не е потребно да имаме една канцеларија во Тирана. И јас лично ќе финансирам таа канцеларија да ја земе што побрзо, значи да имаме таму една канцеларија кој ќе отпатува некои делегати од овој регион или од другите региони во Тирана и да имаат место каде таму можат да престојат и да ги се видат со оние представници кои што би требало да бидат во Тирана. Нема тука само да престанеме или сакаме да работиме на поширок план за идната година кога што ќе има попис тука во Албанија и да ни биде сите задача и не треба ние да се плашиме, да се срамиме кои сме. Ние сме една од најстарите нации во светот тука, во овој регион. Имаме толку големи лидери, Филип и Александар Македонски и го носиме името од нив и не смееме да застанеме тука, да кажеме дека сме единствени. Оние проблеми што сме ги имале, треба да ги надминеме како народ, гледајќи ги другите народи како почнува да соработува и да го стварува нивните задачи и цели, а истото ние треба тоа да го направиме. И ги повикам сите, значи, во еднина да соработуваме, сите да се вклопиме во Македонската алијанса за подобра еднина, а со тоа кој ќе докажеме дека имаме поголем број македонци во Албанија, ќе можеме да бараме поголеми права и подобри услови за сите нас македонците. На вонредната конференција исто така беше избран 27 годишниот Андон Јани за председател на партијата за регионот Преспа. Како председател на партијата во Мала Преспа, тоа ми е и одговорност некако да македонизмот да се прошири каде што е и каде што по некаков начин е заборавен. Исто така на конференцијата беше даден извештај за досегашната работа на регионалниот комитет на Македонската алијанса за европска интеграција. И секогаш ќе присутна дилемата дали да коалицираме со демократска или социјалистичка партија. Едно барем мора да ни биде јасно. Ние мора да се обединиме околу едно единствено решение, независно кој е во власт.
демократи или социјалисти, македонците да бидат во влада. Македонците мора да бидат во регионални и општински власти. Секогаш мора да не обединува мислата да бидеме заедно. Не треба да се караме дали ќе сме со социјалистите или со демократите. Ние мора да бидеме во власт, како иштото што го прават и ден денес грците во Албанија. Никогаш не заборавивме дека сме лојални државјани, граѓани на оваа Република Албанија, но истовремено сме горди на историската вистина, дека сме неотлуѓив и нераскрилив дел на македонскиот народ, чија матична држава е Македонија. Ние не сме гости во Албанија. Ние не сме доселеници во Албанија. Ние сме македонци на својата македонска земја во ова наша држава Албанија. Така работиме, така ќе работиме. Одговорно ќе владееме со државните работи на ова земја, во афирмација и заштита на правата и слободите на сите нејзини граѓани, на сите малцински етнички заедници во Албанија. Не бегаме од нашата судбина. Ние живееме и во Албанија, и во Грција, и во Македонија. Ние сме државјани на овие земји. Не се срамиме и не се плашиме отворено и искрено да кажеме дека ние сме горди македонци. Ние одговорноста за нашата иднина ја зедовме во наши раце и мораме да победиме заради самите себе си. На било кои наредни избори, ние македонците во Албанија мора да бидеме обединети и да гласаме само за Македонската алијанса за европска интеграција. Друга алтернатива немаме. Македонската партија треба сите да не обедини и сите да работиме на терен за подобар живот за сите македонци во Албанија, додаде претседателот на партијата Едмон Темелку.